Попладнево почна скринингот на COVID во основните училишта. Едно од првите училишта каде се тестираат основците е основното училиште Блаже Конески во населбата Аеродром. Само е нашиот Сотир Трајков. Сотир, колку ученици ќе бидат тестирани во ово училиште денеска? Така е, Марија, ние се јавуваме од основното училиште Блаже Конески. Немаме конкретна информација колку ученици ќе бидат тестирани за проверка дали се асимптоматски или евентуално заболени од COVID-19, затоа што директорот на училиштето е во изолација, затоа што и тој има COVID-19, но од раководството ни кажаа само дека 18% од родителите дале согласност нивните деца да бидат скрининг, да им се направи скрининг, и една од тие родители беше една мајка која ни даде изјава. Предлагам да ја слушнеме нејзината изјава која кажа всушност дека за своите две деца дала согласност тие да бидат тестирани. Кога државата дава можност да бидат тестирани децата, пред се на нивна сметка, иако знаеме нели колку се денеска поскапи тестовите, кога би ги тестирале на наша сметка како родители, сепак треба да ја искористат таа можност родителите, кога државата ја дава како можност да се истестираат децата и сепак да ја видиме вистинската состојба каква е во училиштата, без притоа да дозволуваме да се манипулира со бројките. Она што е исто така важно да се напомене дека овдека скринингот од 14 часот го правеше екипа од Центарот за јавно здравје, влегуваа ученици кои ја покажуваа согласноста добиена од нивните родители. Предлагам да ја слушнеме изјавата на представниците од Центарот за јавно здравје, кои рекоа всушност дека што побрзо се спроведе скрининг, толку поточни резултати ќе имаат од фактичката состојба на терен, колку ученици се заболени од 1 до 9 оделение со COVID-19 или се асимптоматски носители. Да се види состојбата нели како е во училиштата и според резултатите, според добиените информации од тоа што ние ќе го направиме како скрининг, да се превземат мерки веројатно соодветни на тоа на одговор на резултатите. Допрва ќе видиме како ќе биде на терен, како ќе биде организацијски сето тоа. Искрено, прво најбитно што искрено се надевам, тоа е нели се да биде негативно, иако можда не е тоа реално, меѓутоа еве многу мал процент да бидат позитивни резултатите. Во однос на темпото на динамиката се надеваме што побрзо да биде, што поорганизирано, за да може нели да се добие реална слика. Колку подолго се одоговлекува, веројатно не е реалноста таа која што би се прикажала. Ние направивме денеска една мала анкета меѓу скопските основни училишта. Всушност согласноста од родителите за скрининг на нивните деца е различна. Например, во Јан Амос Коменски во Карпош ни беше кажано дека засега добиле согласност само од 1/3 од родителите на учениците. Овде, како што реков, во Блаже Конески е 18%, а нешто повисок е процентот на родители кои дале согласност за скрининг на нивните деца во основното училиште Киро Глигоров во Капиштец. Предлагам да ја слушнеме изјавата на директорката од тоа училиште. Родителите се информирани 16 февруари веднаш кога го добивме дописот од Министерство за образование и денеска до 10 часот, значи ме собрано писмено вкупно 115 согласности од родителите. Ако паралелно пропорционално одиме со бројката на ученици 563, значи 20% веќе се изјасниле позитивно дека се согласуваат нивните деца да учествуваат во превентивниот скрининг за откривање на COVID-19, детектирање на вирусот. Како што ни беше соопштено од Министерството за здравство, всушност ова е прва фаза од скринингот која ги опфаќа учениците во скопските основни училишта. Досега се добиени согласности од 5000 родители за толку или можеби повеќе, зависно дали некој има едно или две основци, за да бидат на некој начин тестирани со брзи тестови и, како што рекоа од Министерството за здравство, направен е план и
распоред на скринингот и тој продолжува во понеделник.